за важноста на почитувањето на сите учесници во собрајкиот, без разлика, нели, со какво превозно средство сме зборувавме и во текот на вчерашното издание и малку за подигнување на свеста, особено кога зборуваме за управувањето со електричните тротинети, како што можевме да видиме и во претходниот прилог. А ни следува утринското будење и она кое го најавивме, нашето утринско поврзување онлайн со Зарина Прва Севда, со која што го најавуваме и незиното музичко дружење, кое што ќе се случува оваа недела, поточно на 16 мај, ако не грешам, во јавна соба. И веќе ја имаме Зарина, ја поздравуваме, верувам на пат кон своето работно место. Повторно од автомобил. Зарина, добро утро. Добро утро. Добро утро, Македонија. Да, веројатно овој период од денот си секогаш во автомобил, така? Да, сега откако е пролет и на велосипед, ама пошто денес имам повеќе обврски, сум во автомобил. Да, започнува денот Зарина и за тебе малку порано со оглед на нели активностите и работните обврски, но веројатно и може да кажеме дека си утрински човек, тоа сме го зборували во наши минати средби и тука во студиото. И не е проблемите вака и утрински да ги поздравиме нашите гледачи со еден одличен повод, па и покана за ова, како е и насловено и најавено, пролетно музичко дружење заедно со тебе во јавна соба. Веројатно тоа го очекува македонската публика, заради тоа што може да кажеме дека особено во пролетниот период сме навистина желни за добра забава, за пријатно дружење, особено кога зборуваме за твој настап, па верувам се подготвуваш и може да најавиме што би можеле присутните да очекуваат. Да, ова е веќе трета година се случува во Public Room и оние кои што веќе биле со нас ја знаат таа атмосфера. Public Room е место во кое што нема простор нели за голема публика, туку е баш интимен концерт и некако таа ми е една закажана средба на исто време во исто време на исто место со мојата публика, оние кои што цело време будно следат што прави Зарина. Така да во сабота ќе тој ден ќе се случи во 21 часот, ќе биде интимна средба, пак ќе кажам, ќе има некакви мали изненадувања во смисла на ќе има нешто кои што досега не сум ги правела на концерти, така? Така да картите се веќе во продажба на TixMK и на моите социјални медиуми ги има тие линкови каде можат да се купат. Мислам дека се уште има карти. Многу ќе се радувам да се видам со публиката, затоа што после овој концерт следува една мала подолга пауза. Каде што ќе се посветам на вториот албум кој веќе е во процес. Така да сабота е. Да, веќе те прашам и за албумот и за тоа што се подготвува во вториот дел од годината, но може уште малку околу концертот во поглед на програмата ќе се пеат песни повторно на неколку јазици, нешто што веќе можеби стана препознатливо за тебе, барем оние кои што можат, односно биле на твоите настапи и концерти можат тоа да го почувствуваат и доживеат, и велиш ова е еден настан каде што публиката буквално станува дел од самиот настан или од самиот концерт и тоа е веројатно таа взаемна енергија која што си ја дават едни на други и нели сето тоа прераснува во едно незаборавно доживување. Што ќе биде на репертоарот Зарина, какви песни ќе се пеат овој пат? Ќе се пеат песните од мојот прв албум Ехо, да го испочитуваме тој албум кој на некој начин ја направи мојата лична карта музичка. И сум пресреќна и благодарна за тоа, така да ќе ги пееме песните од Ехо, ќе додадеме уште некои други песни кои што не се испеани и ќе има еден нов сектор кој што ќе го откријам вечерта кога ќе се случува концертот. Ќе настапуваат Андреја Мирчевска, Андреј Петровски на гитара, Андреја Мирчевска на бас, Радко Даутовски ќе биде на перкусија и се разбира Тони Арслан на виолина. Така да тоа ќе биде прилика, тоа што е многу убаво и што сега го откривам во последно време, дека многу уживам кога публиката ми е многу блиску и дека можам на еден подруг начин да се поврзам и да искомуницирам со нив. И дека на крајот на криштата кога е таков типот на концерт,
можам да го дадам она што е најискрено од мојата личност, а тоа е јас многу сакам да се гушкам, многу сакам да бидам, многу сакам луѓе, многу сакам деца и така, и ова е супер една таква атмосфера каде што можам да ги почувствувам тие работи што најмногу ме инспирираат реално да бидам тоа што сум денес. Да. И тоа веројатно оние кои што биле присутни и досега може да го почувствуваат. При тоа и многу пати сме споменале заедно со тебе во минати интервјуа дека да, секогаш таа интимна средба со публиката е едно посебно доживување или исполнување како за тебе, така и за нив, и тоа пренесување на енергијата кое што се чувствува така и на лице место, и несомнено ќе биде овој 16 мај во јавна соба. Го спомена новиот албум, ако се осврнеме на претходниот или албумот Ехо, кој што навистина предизвика големо внимание не само кај нас, туку и надвор од нашите граници, тогаш веројатно се подготвува нешто уште подобро и веројатно кое ќе се најавува, но ќе имаме и можности ние да го представиме. Мало повлекување и концентрирање, како велиш, фокусирање на она кое што е во подготовка. Кратко, што би најавиле за новиот албум кој што верувам ќе го очекуваат сите кои те слушаат? Да бидам искрена, јас сум многу нестрплива тој албум да го завршам и да го дадам, затоа што е нешто што ми обележува еден цел период, едни цели 3-4 години кои што имам чувство дека трајаат еден живот. Толку многу нешто се случија во тие 4 години. Е некаков своевиден транзит од една зона моја личностна кон нешто друго и ново и за мене дури непознато. Овој период од животот во многу аспекти ме трансформираше, и таа трансформација се чувствува низ тој албум. Повторно се работи за песни, традиционални песни, повторно отпеани на повеќе јазици. Албумот се занимава во одредени аспекти, се занимава и со општествени тематики, кои што дури преку традиционалната музика можев да најдам релација помеѓу тоа време и ова денес, и сепак таа да се преиначи толкувањето за да биде функционално и сега. Мојата недлабока некако желба и цел и со претходните албуми и со овој сега секогаш бил да искомуницира албумот со публиката која што никогаш претходно не се допрела со срцето со традиционалната музика. Нешто што сметам дека во Македонија треба многу ревносно да го правиме, затоа што многу луѓе се сериозно дистанцирани од традиционалната музика заради овие или оние причини. Во оваа ситуација јас мојата идеја е, мојата желба е да тоа го направам на еден малку пософистициран, со една поинаква естетика и така натаму, така да импровизирам доста со алтернативни правци на музика, се слушаат различни влијанија, така да мислам дека овој албум ќе биде своевидна надоградба и екстензија на првиот албум, со тоа што дефинитивно има поинаков звук и шмек. Така да сега доаѓаат оние најинтензивните периоди каде што треба да размислуваме за реализација, за креативниот аспект, кавери, плакати, креативната работа за која што јас не сум баш најкомпетентна, па ми требаат други луѓе. За мене најлесниот дел е кога ќе влезам во студио и ќе испеам, исто и за колегите музичарите кои работат на него. Ама овој другиот аспект е финансиската реализација, спонзорства, чуда. Тоа е, мислам дека за секој артист најголемиот предизвик на крај. Но со верба албумот секако ќе биде до крајот на годината, така? Може да го очекуваме. Да е добра мисла, ако се биде по планот, ако се успеам добро да изменаџирам, би требало да биде и би сакала да биде. Така да, тоа е планот, да. Одлично, да. До тогаш останува да уживаме во убавите песни кои што веќе ги имаш, убавата музика која што ја негуваш. Уште еднаш покана до сите оние кои што се во можност да појдат овој викенд и да уживаат на
пролетното будење, односно музичка дружба, јас така го нареков пролетно будење, бидејќи веќе ние сме во рубриката будење, како и да ќе биде еден убав музички настан кој што дефинитивно е вреден да се посети. Ти благодариме многу што утрото го започна со нас и се надеваме дека ќе имаш убава среда, без разлика на тоа што сонцето денес нема да го имаме толку многу во изобилие, но ќе најдеш причина да си уживаш во оваа среда. Поздрав до тебе. Фала ви многу за поканата. Се гледаме со тие што ќе дојдат во сабота во 21 часот во Public Room. Картите се се уште достапни на Тиксмк. Па се гледаме наскоро. Се гледаме, Зарина. Поздрав. Ќе биде тоа убава музичка дружба заедно со Зарина Правасевда, која што беше дел од нашето утринско будење или наша гостинка со која го представивме и овој концерт во сабота.